И денеска им пишав на нив еден твит со прашањето дали се заинтересирани господата Крис Павловски, господинот Илон Маск, државниот секретар на Стейт Департмент за надворешни работи на САД Марко Рубио, и за тоа како во Македонија преку 4 милиони долари бира доделени на два медиуми, на две редакции за наводна борба со криминал и со корупција. Ја не знам производ од тие две редакции кој што останал запаметен или од кој што произлегле било какви действија. Тие две редакции кои што добиле преку 4 милиони долари имаат прилика 4000 пати помала гледаност од нас. Значи ние ако имаме во лайв 4000 луѓе, они имаат еден. Евентуално некаат имаат 5-10 души, тогаш се само 1000 пати помалку од нас. Во исто време и ние сме аплицирале за тие грантови со проекти за вистинско истражувачко новинарство. Објаснето во проектите како сме планирале да ги тераме истражувачките стори, кои би биле темите и така натака. Ја сега сомнежоте, веројатно тие 4 милиони долари, тука некаде имало и 230.000 долари кај тој што го одобрил грантот, кај тој што климнал со глава, кај тој што рекол убав збор за редакцијата. И така, 4 милиони долари од прилика милион се вратиле назад кај овие што ги потпишувале документите за да се одобри грант. Но прашањето е сега кој е критериумот, дали 4-5 милиона долари се трошеле од странски агенции за да се притиска некоја политичка агенда.